Почитувани граѓани, АД Елем преку продажба на ефтина струја во ноќните часови по цена половична од берзанската, за само месец и половина овозможила скоро 1 милион евра заработка на трговци со струја. Овие двајца трговци на струја, чии податоци можеме да ги видиме од официјалните статистики за продажба на Елем, AT&T Energy и Danske Commodities Duel, чии линкови водат до СДСМ или сестрински партии до СДСМ, струјата која ја купувале под берза од АД Елем, ја продавале со 60% маржа. Во услови на криза, овие две компании, поради неукоста и криминогеноста на АД Елем, нижат дебели профити. Наместо истата струја АД Елем да ја понуди на македонското стопанство или на општините за осветлување. Каква е врската помеѓу Елем, албанската енергетска компанија Кеш, компанијата AT&T Energy и компанијата Тирана Enertrade? Дополнително, каква е врската помеѓу АД Елем и Danske Commodities? За овие прашања СДСМ нема одговор. Дополнително е сомнително тоа што АД Елем има сопствено предпријатие за трговија со струја, Елем Трейд, кој може да се јави како купувач на струјата на АД Елем, а потоа и препродавач на домашни и странски пазари. Несватливо е зошто во ек на енергетска криза, кога се бара мегават час повеќе, АД Елем не ја врши трговијата, само туку тоа го остава на трговци кои нижат милиони. Зошто наместо добивката од 1 милион евра, која што ја направиле двете фирми купувачи на струјата на АД Елем, да остане во предпријатието, таа се одлеала кон странство. Се поставува основан сомнеж за однапред договорена работа и свесно внесување на АД Елем и Македонија во целост во оштетена положба. Овој случај ќе биде предмет на детална истрага по промената на власта, затоа што преку ваквото несовесно работење, кое резултира со сделки и заработка на милиони евра на трговци, штетата останува на грбот на стопанството, кое во овие моменти на енергетска криза плаќа струја и до 800 евра за мегават час. Фирмите затвараат, луѓето остануваат без работа, сметките за струја се од месец за месец непредвидливи, а само власта е таа која заработува. Ви благодарам.